Добро вечер, Карпош. Добро вечер, наши сограѓани, почитувани членови на ВМРО ДПМН, на Коалицијата за подобра Македонија, драги пријатели, браќа и сестри. Во текот на изминатите недели се видовме со многумина од вас, разговаравме со многу граѓани, презентиравме што имаме завршено, што сме направиле во изминатите 4 години, во претходните мандати и конечно испланиравме што е тоа со што ќе излеземе пред вас за да ја побараме вашата доверба за следниот 4-годишен мандат. Ние во ВМРО ДПМН и во Коалицијата за подобра Македонија ја бараме поддршката од граѓаните на Република Македонија, бидејќи цениме дека се тие оние кои треба да одлучуваат за иднината, за правецот во кој ќе оди Република Македонија и за нашите цели и приоритети. Патот кој го трасиравме во изминатиот период е дел од нашата визија и стратегија. Ја гледаме Македонија како идна европска земја, развиена земја. Веројатно Карпош во многу сегменти е и доказ за тоа дека Македонија може да биде европска. Многу проекти се направени, луѓето живеат заедно, не се прават разлики на национална, верска и друга основа. Сите заедно твориме кон едно повеќе работно место, една улица повеќе направена, еден проект повеќе реализиран. И тоа е, мислам, нашата најсилна страна. Оваа листа во првата изборна единица е листа составена од луѓе со кои можеме да се гордееме. Луѓе кои знаат што е македонски интерес и луѓе кои се посветени на реализирање на проекти. Знаете, нас во Европа не сакаат да бидеме слаби, да се влечеме на проекти од таму, да очекуваме некој друг да ни ги решава проблемите. Не очекуваат како индивидуи силни, луѓе кои знаат што сакаат, кои си ја сакаат државата и кои ќе можат утре да бидат дел од посилна и поуспешна Европа. Е, такви луѓе се овие тука. Не чекаат некој друг да им ги решава проблемите, сами се зафаќаат во костец и знаат дека најбитното на крајот на денот е колку од тие лични задачи кои секој од нас го мачат дома ќе бидат решени. Со таква одговорност влегуваме и во оваа предизборна кампања. Затоа приоритет број 1 ќе ни биде невработеноста. Нешто за што веројатно за прв пат во историјата на Македонија овој тим предводен од Никола Груевски, ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија покажа дека може да оди во позитивна насока. Многумина од вас се сеќаваат дека имавме долг низ на години во кои само ги броевме затворените фабрики и намалените работни места. Дојдовме до ниво во кое секој од нас се прашуваше дали може полошо од ова. Тоа беше дереджето до кое не доведоа. И сега, за изненадување на некои такви скептици, покажавме дека има сепак луѓе во оваа држава кои веруваат во себе. Кои застанаа и креираа ни помалку ни повеќе 150.000 работни места за овие мандати. Само во Скопје имаме 70.140 работни места ново отворени. Нови, кои не постоеле во минатото. И ова беше со пристап во кој не биравме со што ќе се зафатиме. Знаете, кога ќе го погледнете нашиот политички опонент, или бира теми кои немаат врска со реалноста, или надфрла ветувања кои не намерава да ги реализира по тоа. Ние седнавме, добро анализиравме што е најбитно и најдобро за нашата држава и затоа седнавме да работиме со странски инвеститори да ги донесеме тука. Тоа е единствената работа која ни гарантира на долг рок дека Македонија ќе биде европска држава, развиена држава, со повисок стандард, со посрекни ликови и конечно ќе ги оствариме интересите на многу вековни генерации луѓе кои живееле тука, на ова тло. Втората работа со која сигурно ќе се зафатиме е инфраструктурата. Ние исто така докажавме покрај тоа што отвараме работни места дека и ги решаваме оние најконкретните проблеми на граѓаните. Затоа и излегуваме со една програма која е реална, остварлива и во која, например, имаме голем број на реконструкции за патишта предвидени, имаме зафат за реката Лепенец кај село Бардовци предвидено, имаме предвидено бројни повеќе наменски игралишта, од кои 2 ќе бидат тука, во општина Карпош. 5 баскет игралишта, кои исто така ги планираме да бидат реализирани во општина Карпош. 5 детски градинки,
Бидејќи децата, идните генерации се нашето богатство. Тие се тие за кои работиме. Живееме и се обидуваме да ја направиме Македонија поуспешна. Конечно се грижиме и за руралниот дел од општина Карпош и во овој дел планираме рурални развојни зони во Горно Нерези и во Бардовци. Тоа е основата во која веруваме дека можеме да обезбедиме подобри услови за живење и во урбаниот и во руралниот дел на општина Карпош. За крај, мислам дека во изминатиот период ви покажавме дека може да се работи и поинаку од она што бевме навикнати кога друг тим на луѓе ја водеше Македонија, луѓе деструктивци, луѓе кои се занимаваа само со тоа како да креираат проблем повеќе, а не решија нити еден внатрешен, нити еден надворешен проблем на Република Македонија, само матеа вода и сеја магла. Денес мислам дека сме во ситуација во која на неколку седмици од 11 декември може да кажеме. Тие луѓе ќе ги упатиме таму кај што им припаѓа местото, тоа е во историјата. Ќе дадеме поддршка најсилна до сега во сите општини низ цела Македонија, вклучително и тука во Карпош, за листата број 1. Јас не верувам во коинциденции и мислам дека тоа што сме листа број 1 сугерира и кој ќе биде победник на овие избори во сите изборни единици низ цела Македонија. Да сте живи и здрави, сите да не чува Господ, напред за општина Карпош, Скопје, Република Македонија. Ви благодарам на сите. Браќа и сестри,